Новата влада треба да стави крај на политичката криза во Македонија. Ги прашавме граѓаните што треба да биде нејзин приоритет: носење на закон за албанскиот јазик, гонење на криминалот и корупцијата или пак подобрување на животниот стандард на граѓаните. Маријана Форбишер ни напиша: подобрување на животниот стандард и толеранција на криминалот не одат заедно. Нема тука или. Правната држава е предуслов за се останато. Ако се почитува правната рамка, се знае каде ќе се дискутираат и кројат законите – во собрание. Ставот на Петар Краиновиќ е краток и јасен: гонење на криминал и корупција. Виолета Костадинова смета дека приоритетите произлегуваат од клучната причина за кризата во која што ДПМН ја турна Македонија, а тоа е масовна и масивна корупција и организиран криминал. Значи, ресетирање и регуларно етаблирање на правосудниот систем и консеквентно системско и систематско гонење на криминалот на ДПМН индивидуално и како правен субјект. Извештајот на Прибе е сосема доволен патоказ за првите чекори и зафати на новата влада. Нашиот гледач, Зоран Пинтовски, е разочаран што законот за албански јазик треба да биде приоритет наместо криминалот или стандардот на граѓаните. Без разлика на тоа што сега ќе направат влада ДУИ со СДСМ, албанските партии, начело со ДУИ, се тотално разочарување, зашто излегува дека албанскиот јазик е поважен од криминалот во државата, од рушење на режимот, од животниот стандард, од тоа како ќе ни биде во иднина. Дел од нашите гледачи сметаат дека приоритет е судството, односно судиите, кои мора да судат според законот и не смеат да фаворизираат или штитат ниту една страна. Кристина Ганич Јанушева ни напиша: гонење на криминалот, соменување на корумпираните сваровски судии секогаш треба да е во преден план, за да може да се воспостави правна држава во која ќе се носат здрави закони врз кои ќе се темели демократијата. Коментарот на Беќаровски Нико е: приоритет број 1 уште на првата седница на собрание – закон за лустрација на судиите. Сите соработници аут. Потоа се ќе си дојде на своето место. Мимица Велова Граорковска има 5 приоритети: криминалните политичари и функционери да ги вратат украдените пари, да одговараат пред законот за истото како и за многу други криминални дејствија, да се работи на подобрување на стандардот на граѓаните, да се тргне од функција и работно место секој оној кој е вработен преку партија и новата влада да се бори против партизација во судството, здравството, полицијата, културата и спортот. Неколку наши гледачи сметаат дека ниту една од трите опции кои ги дадовме како предлог не треба да бидат приоритет. Така, за Вуко Мелов приоритет е спроведување на препораките од извештајот на Прибе. Разврската на македонската политичка криза не завршува со денот на изборите или со денот на формирање на новата влада. Ставањето на крај на политичката криза ќе се случи со спроведување на препораките од извештајот на Прибе. Тоа треба да биде приоритетот број 1 на новата влада. Според она што го напишаа граѓаните во своите коментари, можеме да заклучиме дека носењето на законот за употреба на албанскиот јазик не треба да биде приоритет на новата влада. За нив е многу побитно гонењето на криминалот и корупцијата и секако да се расчистат големите афери кои што немаат судска разврска.